Добар ден, почитувани присутни, почитувана господја Елизабета Георгиевска, сопруга на председателот на Република Северна Македонија, почитуван доцент доктор Владимир Рентевски, заменик министар за здравство, почитувана господја Магдалена Филиповска-Грашковска, генерален директор на Фондот за здравствено осигурување, почитувани представници на Министерството за труд и социјална политика, почитувани представници на Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука, декани и продекани на факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методи, представници на Македонското лекарско друштво, представници на медиумите, невладиниот сектор, представници од фармацевските компании, почитувани соработници, поддржувачи и пријатели. Од името на Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари МАГО ни представува огромно задоволство и чест што сте дел од овој настан, Недела на женското здравје, кој се одржува за прв пат оваа година. Верувам дека присутните ќе слушнат многу значајни информации за темите за кои ќе разговараме. Доколку некој од публиката има прашања, на крајот на дискусијата ќе имате можност да ги поставите. Грижата за здравјето на жената значи грижа за себе, но значи грижа и за семејството, за своите најблиски и е одличен параметар кој отсликува развиеноста на општеството во кое живееме. Жените имаат право да ги уживаат највисоките достапни стандарди на физичкото и менталното здравје, бидејќи уживањето во ова право е витално за нивниот живот и благосостојба, како и за нивната можност да учествуваат во сите полиња од јавниот и приватниот живот. Но дали секоја девојка и жена е информирана и има обезбеден пристап кон услуги и правата во остварувањето на својот сексуален и репродуктивен живот? Доколку одговорот на ова прашање е не, тогаш сите чинители кои ја носат одговорноста за обезбедување на овие права, и тоа институциите на државата, здравствените работници, невладиниот сектор, како и медиумите, треба да ги искористат и здружат своите знаења и капацитети и да придонесат за подобрување на здравствената заштита на жената во текот на целиот незин животен век. И тоа, почнувајќи од пубертетот, кога обезбедувањето на соодветни здравствени услуги и едукација на адолесцентите може да им помогне да стекнат соодветни знаења, позитивни вредности, ставови и вештини, кои взаемно ќе придонесат кон здрави и безбедни избори во нивното сексуално и репродуктивно здравје. Потоа, низ периодот на мајчинството, кога секоја жена треба да добие квалитетна здравствена грижа во текот на незината бременост и породувањето. Но и во сите останати животни периоди, кога познавањето на сопственото тело и можните здравствени ризици овозможува навремена превенција, а превенцијата значи и рана диагноза, навремен и ефикасен третман на заболувањата. Оваа година, оваа недела на женско здравје, во месец мај е периодот кога го започнуваме процесот да ги поттикнеме промените кои ќе овозможат подобра заштита на сексуалното и репродуктивното здравје на жените. За сето ова, за состојбите во Македонија и можностите за подобрување на здравјето и благосостојбата на децата, адолесцентите и жените, ќе разговараме со врвни експерти од областа на гинекологијата и акушерство, доцент доктор Даниела Иванова Панова, професор доктор Ана Данева Маркова, професор доктор Глигор Тофовски, професор доктор Горан Димитров. Да отпочнеме со дискусијата. Почитувана доцент Иванова, кога родителите треба да ги однесат девојчињата прв пат на гинеколог, односно момчињата на уролог, на која возраст? Одлично прашање. На тоа одговорот е дека нема точно одредено време кога треба да за прв пат на гинеколошки, односно уролошки преглед. Затоа што усталеното сваќање дека кога ќе почнат со сексуални односи треба да посетат гинеколог, да, важи, меѓутоа на гинеколог може да дојдат и девојчиња кои не почнале со сексуални односи. Постојат проблеми во детството кои може да се јават, а спаѓаат во гинеколошката проблематика и исто така и во адолесценцијата. Така да во оваа недела на женско здравје треба да потенцираме уште нешто, дека здравјето на жената во адултниот период, во репродуктивниот период почнува од детската возраст.
Добра. Кои се најчестите состојби, односно болести во предпубертетот и пубертетот? Во така наречените први 10 години од животот, условно речено, предпубертетски, е една проблематика, пак гинеколошка, која што се испреплетува и тука ни е заедничко подрачје на работа со педиатрите. Гинеколошката проблематика ја работиме на клиниката за гинекологија и акушерство, значи детска и адолесцентна гинекологија. И во значи ако треба да земеме да ги набројуваме проблемите, може да бидат уште во новороденачка возраст, да се појавуваат проблеми со новороденечки цисти, вродени, понатаму неодредени гениталии, понатаму како расте девојчето, проблеми со траума, повреда, инфекции. Кога почнува пубертетот, почнуваат да се појавуваат, јајниците почнуваат да создаваат хормони, можни се цисти, компликација со цистите, торквација, усукување нивно. Во адолесцентната возраст, веќе кога имаат менструални крварења, обилни менструални крварења и кои неретко доведуваат до анемизирање и понатамошни последици по здравјето. Проблеми со акни почнуваат, значи во пубертетот, постпубертетот, во радата адолесценција, почнуваат интерес за влегување во сексуални односи, чести полово преносливи инфекции, понатаму заштита од несакана бременост и така натаму. Синдромот на полицистични овариуми, болни менструации, дисменореа. Значи набројав цел спектар на заболувања и состојби. Дали сметате дека адолесцентите во Република Северна Македонија имаат соодветен пристап до информации и советување за нивното сексуално и репродуктивно здравје? И дали адолесцентите имаат отворен и искрен пристап со вас како здравствен работник или сепак чувствувате некоја бариера во комуникацијата? Адолесценти како адолесценти, значи имаат специфики. Меѓутоа и од наша страна, да речеме, потребно толеранција кон таа нивна состојба на бура на хормони, на емоции и така натаму. Значи, во принцип треба да се пристапува отворено како кон возрасен човек. Тоа е првото правило. Не да се однесуваме патронски, нели, со наредба. Секој пат треба да биде со договор. Од друга страна, пак, значи, адолесцентите имаат пристап, колку и да ние мислиме дека не знаат, те имаат пристап, ги раководат со сите технологии, имаат мобилни, имаат интернет достапност, имаат апликации, социјални медиуми. Многу е важно како ќе пристапат до тие и до кои информации, дали се информациите релевантни, со значење, со научна основа или сепак од некакви квази научени инфлуенсери и така натаму. Многу е важно пристапот, значи еве пак во оваа недела на женското здравје, од една страна адолесцентите да ги привлечеме да бараат одговори на нивните прашања, ама од друга страна да станеме и ние повидливи каде да бараат прашања. Во таа насока би ги препорачала на сајтот на Македонската асоциација гинеколози и обстетричари. Поставени се 20 надсинхронизирани видеа на Amaze, кои се анимирани клипчиња, кратки, и третираат некои од баш така горечките теми. А повелете и вие да ги видите. А сега, пред да продолжиме со наредниот дискутант, професор доктор Глигор Тофовски, задоволство ми е да го презентираме краткото видео за проектот Мобилни гинеколошки амбуланти, кој е резултат на успешната соработка помеѓу UNFPA, Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите нации во Скопје, Министерството за здравство, Македонското лекарско друштво, Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари МАГО и Црвениот крст.
имаме организирано тимови кои што се состојат од доктори и од сестра. Патуваме секој ден, се менуваме, значи сме повеќе колеги, секој ден е за различен колега. Значи ни почиња од 8 сабајле, доаѓаме до местото каде што треба да работиме, ги прегледуваме жените. Се испраќаат после тие на анализи и така, значи тоа е како да кажам, ден во мобилна амбуланта. Значи сега се наоѓаме се уште во време на пандемија и да кажеме ограниченост, односно недостапноста на услугите од сексуално и репродуктивно здравје е всушност тоа што не натера да се мобилизираме, значи да клиниките ги направиме мобилни, да одиме на терен, да жените не доаѓаат, со тоа се намалува ризикот и од пренос на инфекции, меѓутоа и се подобрува нивното здравје. Значи станува збор за активности чија што цел е зголемен пристап на сите жени пред се од рурални средини, ранливи групи, на превентивни прегледи со цел рано откривање на ракот на грлото на матката. Сето ова не ќе беше можно без партнерството со Македонската асоциација на гинеколозија, Кошери, Македонското лекарско друштво и секако Организацијата на Црвениот крст, кои што се клучни партнери во различни чекори од овој процес. Нашите волонтери го поставија шаторот кој е придружен дел на амбулантата, а работеа и на подигнување на свеста кај локалното население за потребата од редовни прегледи за рак на грлото на матката. Ние имаме, за жал, се уште нерегулирана бројка, односно многу висока бројка на цервикален карцином, а исто така и на карцином на дојка и на другите генитални органи, затоа што ова превенција, овој скрининг и претходно не се обавуваше скроз, да кажеме, со опфат на сите жени. Тие превентивни прегледи се многу битни и во сите развиени земји кои што имаат организиран скрининг за рано откривање на цервикалниот карцином, значи нивната инциденција и морталитетот овој карцином е значително намален. Значи имаме активности, Министерството има активности за скрининг на карцином на дојка и за скрининг на карцином на грло на матка, меѓутоа голем дел од жените, негде преку 40%, не се опфатени нити со матични гинеколози, нити со овие скрининзи и за жал доаѓаат многу доцна. Овие региони и пред COVID-19 пандемијата немале достапен гинеколог и со тоа практички начинот на кој што се оди овој проект, значи да се покрие таа популација која што не има достапен доктор, е со добар ефект. Да успеете да откриете карцином во рана фаза и со едноставна интервенција да го истретирате е многу подобро отколку да го откриете во касна фаза, да примате многу скапи лекови или воопшто да не постои начин да вие се излечите од тој карцином. Сега кога гледаме дека потребата е огромна, дека има интерес, работиме на изнаоѓање на дополнителни модалитети и средства како овие мобилни гинеколошки амбуланти да останат во функција и понатаму и како да го прошириме, да кажам, полето на работа, со тоа што повеќе ќе се доближиме до оние најмаргинализирани заедници со цел да се осигураме никој да не биде изоставен. Почитуван професор Товоски, Сдруженијето на гинеколози веќе 6 месеци успешно ја обезбедува работата на мобилните гинеколошки амбуланти кои се користат за превенција и откривање на гениталните карциноми, но и служат како појдовна точка за здравствена едукација на жените, особено во руралните региони каде највеќе и беа лоцирани мобилните амбуланти. Која е идејата позади овој проект и како вие го проценувате влијанието постигнато со работата на мобилните гинеколошки амбуланти? Прво да поздравам сите. Значи, делот, веќе видеото ги одговори некои од основните прашања како почна проектот. Проектот почна со COVID, почна со мобилните амбулантни возила обезбедени и донирани на Министерството за здравство уште во времето на бегалската криза, кои што успеавме исто со помош од UNFPA да се возобноват, да се набават нови апарати и да нашиот потенцијал професионален се вклучи во изведбата на овие прегледи. Тогаш беше достапноста мала заради ковидот и ограничениот пристап во болниците. Ние бевме ковид центар, да кажеме, и пациентките на некој начин со прегледи, со времења беа ограничени.
Меѓутоа, она што е интересно и евалуацијата, и тој преска го изјавивме со професор Данова, на преку 1000 пациентки кои има пројдено, од сега се веќе 1300 пројдено низ овие мобилни гинеколошки амбуланти, е всушност дека потребата не прекинува со престанокот на пандемијата. Ние имаме мала опфатеност во некои од деловите. Амбулантата одеше во Чашка, во Лозово, во Врапчиште, во Чешиново, во Облешево, во Свети Николе, секаде кај што нема или има мал опфат на гинеколози. Меѓутоа, во исто време таа и едукативен центар на некој начин, затоа што во незиното функционирање се нудат опции да се добијат совети за планирање на семејство, да се добијат совети од аспект на антенаталните прегледи, што е многу битно. Потоа се добиваат информации како и да се осигураат, бидејќи дел од пациентките не одат на преглед, не се осигурани. Постои и опција, ја изнајдовме преку Министерството за здравство, да се регистрираат во подрачните единици на фондот и со самото регистрирање услугата и за нив да биде исто така бесплатна. Услугата опфаќа и ултразвучен преглед, значи, опфаќа и ПАП тест по проценка на докторот и ХПВ тестирање и сексуално преносливи болести, меѓутоа и разговор со пациентката и земање на една анамнеза. Битниот момент, кој што го обезбедивме уште од самиот почеток, е дека сето ова е евидентирано во мој термин, значи сите прегледи се како прегледи изведени на универзитетската клиника, значи да имаме показател и доказ за прегледот, меѓутоа имаме шанса и да ги упатиме пациентките. Значи, на некој начин, има едно од логоата на UNFPA кој вика никој да не се остави позади. Значи, ние успеваме овие пациентки што на некој начин се остаени позади да ги извадиме на светлото на денот. И колку повеќе амбулантата функционира, толку повеќе и полесно се пријавуваат пациентките. Тоа е секогаш тежок процес додека да почнете, па на почетокот има 5 жени, па ќе дојдат, па како тоа у амбулантно возило, кога ќе видат какви се условите, тие се некогаш подобри него во амбулантите во здравствените домови. Со сите гаранции на приватноста, на доверливоста и со сите достапни услуги кои што требаат во една таква амбуланта. За жал, еден од податоците кој го излече Маго преку спроведените анкети е дека само 33% од жените во Република Северна Македонија практикуваат редовни гинеколошки прегледи. Повеќе од 30% од анкетираните пациентки не го поседеле својот матичен гинеколог подолго од 3 години, а дури 25% немаат избрано свој матичен гинеколог. На што се должи ова? Па, ова само ги потврди, ако порано ги знаевме овие индиректно податоци од други извори, ова само ги потврди во реалноста дека тие информации се всушност точни. Дека кај нас во еден дел треба да работиме и всушност нашето здружение е председ здружение на специјалисти и специјализанти по гинекологија и акуширство, кое што се занимава со континуирана медицинска едукација. Значи, ние до сега ги едуциравме нашите лекари со секцијски состаноци, со работилници, со изготвување на упатства, протоколи, значи да ги следиме светските трендови. Меѓутоа, свативме дека тоа има своји ограничувања, дека мора да се допре до институциите, мора да се допре и до граѓаните, значи до жените, ама и до мажите, да свеста за потребата од превентивни прегледи и спасувањето на животи, тоа што и беше кажано во видеото, дојде на повисоко ниво. И тука мора да го користиме и принципот да правилно ги информираме овие жени, односно овие граѓани на Македонија понатака. Недела на женското здравје. Од каде дојде оваа идеја? Која е целта? И како го замислувате функционирањето на Сдруженијето во наредниот период? Епа, тоа се надоврзува на претходното прашање. Значи, во суштина, начините на информирање на граѓаните, еве и младата популација има и TikTok, и Instagram, и Facebook, и Twitter, и се, меѓутоа релевантноста и доверливоста во тие информации, довербата во тие информации е всушност многу мала. И ние сакаме сега да најдеме начин да ја допреме таа популација, сега со една мала екипа обучена добро во социјалните, да кажеме, вештини, да пристапиме и преку Instagram, и преку Facebook, и преку Viber, преку веб страната на која што ќе се даваат најновите новости. Значи, на нејзе веќе има преку 20 на упатства кои што се однесуваат на лекарите специјалисти, меѓутоа и едукативни брошури, преведени на македонски, на кои што ќе може да се заинтересират и да добијат информации од сигурен извор. Значи, во таа насока да ги информираме, да они ги добијат правите информации. Едниот е начин да одите директно на терен, да ги делите брошурите, другиот начин е да се појавите во медиумите,
И ние одбравме да го береме и едниот и другиот начин. И оваа недела, прва недела во наша организација, иначе има такви кои што се организираат во светот, да биде посветена во еден ден на различна проблематика. Вчера во понеделникот беше ден на младите, на младешкото здравје, на потребите од гинеколог, сексуално преносливи инфекции. Вчерашниот ден беше ден за превентивни прегледи од било која природа, не само карциноми, значи за било кои симптоми и потреби и советувања на пациентките превентивно. Утре ќе биде ден посветен токму на превенцијата на цервикалниот карцином, меѓутоа и на сите други генитални карциноми, и во петок ќе биде ден посветен на антенаталното здравје, односно на контролите на трудниците. Тука не планираме да завршиме, би сакале понатака и тоа веројатно ќе се случи. Секоја недела една тема што ќе одберат и што ќе ни ја понудат и самите жени, меѓутоа и ние што ќе процениме и во согласност со институциите на системот дека се горливи теми, прашања, дека има голема преваленција и потреба од подобрување на услугите, да ги опфатиме заедно и да ги анализираме во тек на секоја недела една од тие теми, да видиме каде стоиме. Многу е битно да знаеме каде стоиме, за да знаеме како да интервенираме понатака. Ви благодарам. Почитувана професор Данева, што представува терминот безбедно мајчинство? Кои се вашите препораки за партнерот, семејството и заедницата со цел заемно да ја пружат соодветна поддршка и грижа на бремената жена? Благодарам, Дубравка, и благодарам на организаторот за поканата на овој настан, кој што сметам дека е од особена важност, за да се сподели сето она кое што е постигнато во доменот на перинаталното здравје. И ако треба да одговорам како дефиниција, безбедното мајчинство е комплексен процес кој што подразбира неколку принципи: обезбедување или сервиси, обезбедување на здравствени услуги во доменот на планирање на семејство, во текот на антенатални контроли или водење на една нормална бременост, понатаму водење на грижа околу породувањето, постпородувањето и сите оние советувања околу репродуктивното здравје и современата контрацепција. Ако треба да кажеме што сме направиле, ние веќе тоа го спомнавме со професор Товски на предновинарите, во доменот на безбедно мајчинство, она на кое што требаше да се делува, се водевме кон принципот на професионална компетентност, односно одржливост на капацитетите професионални или вештини на сите професионалци вклучени во перинаталното здравје, и тоа особено со огромна помош на UNFPA и Министерството за здравство во доменот на проектот Ефективна перинатална грижа. Понатаму особено важно беше изготвувањето на една стратегија, мастер план, во кое што по ситуациона анализа се увидоа одредени гапови или недостатоци во тој домен на безбедно мајчинство, односно се насочивме кон обезбедување на соодветно препраќање или прво гарантирање на систем за тоа како и кој треба да препрати, а тоа резултираше сега во непосредно време со финализирање и на еден проект околу неонатален транспорт и понатаму обуките кои што се спроведуваа и кои што и во моментот се спроведуваат и кои што треба да бидат дел од една медицинска континуирана едукација во доменот на перинаталното здравје и се надевам дека ќе продолжат, а тоа за прв пат подразбираше еден систем на вклучување интегрирано на сите оние кои што сме вклучени во процесот на едно породување. И на сите професионалци и на сите нивоа, од прво кон трето ниво, па и пошироко оние кои што ги лекуваат и болестите во текот на бременост. Јас се надевам дека доколку продолжи тој систем на зајакнување на овие капацитети, бројките кои што ние ги бележиме, а тоа се преполовување на перинатална, неонатална смртност, споредено со 2017 за пола од трендот кој што претходно беше неповолен, се надам дека ќе останат и ќе се целиме кон уште подобри бројки околу особено репродуктивното здравје, кое што особено во време, ако треба да пренесам порака, пошто вториот дел од прашањето беше која е пораката кон жената, кон семејството, е особено важно во време кога и глобално и кај нас фертилитетот е во опаѓање, особено поради одложувањето на раѓањето на првото дете. И сметам дека главна насока, барем во иднина, треба да биде акцент кон адолесцентното здравје, тоа го спомна и доцент Даниела,
репродуктивното здравје, сексуалните преносливи инфекции, затоа што без добро репродуктивно здравје не се гарантира ни добро матернално, ни добро фетално понатамо здравје во тек на бременоста. Веќе начнавте во претходниот одговор, но би сакала да истакнеме колку е значаен мултидисциплинарниот пристап и соработката сочината од 3 профили на здравствени работници, специјалисти по гинекологија и акушерство, неонатолози и медицински сестри акушерки за ефективната перинатална грижа. Тоа треба да остане принцип на едукација и не само тоа, туку одржување на обука соодветно на нивото на родилиштето, барем ние така почнавме, го превземавме системот кој што ни го понуди Светска здравствена организација, за кој што ни помогна UNFPA и УНИЦЕФ, и се надевам дека тоа и покажува резултати, ќе вклучува и понатаму одржување на тие компетенции, вештини, особено во помалите места, односно ќе значи пренесување на вештините на најдобрите, независно дали се од терцијно ниво, може и не мора секој да се од терцијно ниво, може да доаѓате од некоја болница, специализирана клиничка болница. И само на тој начин, особено таму каде што нема таква фреквенција на одредени интервенции, па и воопшто на породување, ќе можеме да ги продолжиме овие трендови. Значи, секако се согласувам дека треба да има интегрирано, да, и заедно сите треба да ги продолжиме. Како председател на Комитетот за безбедно мајчинство, кои се вашите препораки и предлози за унапредување на здравјето на мајките и децата? Јас сега во оваа порака, јако не сакам да се повторувам, ќе потенцирам дека кога се следи бременоста, имам впечаток, а и бројките од јавно здравје, од Институтот за јавно здравје укажува дека пациентката го подценува првиот триместар од бременоста, односно процентот на реализирани антенатални прегледи е само 18% во овој период од бременоста. Значи, интензивно се доаѓа во втора половина од бременост, во трет триместар од бременост, а не во првиот триместар, кога денеска индивидуално пристапуваме, ординираме превентивно лекови, предвидуваме одредени болести и сметам дека треба да се потенцира во идните обуки, во идните сите наши активности, заедно и со Министерство за здравство и со сите останати партнери овде присутни, да се насочи вниманието на семејството или на пациентката, а и ние секако како систем ќе го направиме најдоброто, да во првиот триместар го зголемиме опфатот со ваквите услуги. Ви благодарам. Почитуван професор Димитров, кои промени се необходни да се направат на институционално ниво со цел да се подобри женското здравје? Пред се добар ден. Јас сакам да искористам оваа прилика како председател на Македонското лекарско друштво. Тоа е нашата најстара, најмасовна професионална организација која што обстојува 77 години и секогаш ја користам оваа прилика да ја кажам, а особено тоа да го знаат нашите помлади колешки и колеги, дека визијата на нашите предци, кои што ја запишале оваа организација во тоа време се викало предпријатие, во август 1945 година била голема, затоа што е првата организација предпријатие која што е запишана во тогашниот регистар на нашата држава. Поздравувајќи ве во името на 5200-300 лекари, сакам да кажам дека ова одбележување од страна на Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари на недела кој што ќе подигне свеста за борбата на женското здравје е некоја работа која што треба да се прави, треба да стане традиционална и во контекст на прашањето би сакал да ги одговорам на соследните работи. Едно од најважните работи за спречување на и промените кои што треба да се направат за спречување на различитите болести, малигните и немалигните болести кај жената е организирање на скрининг програми. Еден научник установил дека во сите јазици во светот постои поговорката подобре да се спречи него да се лечи. Основата на скринингот треба да биде таква. Потоа потребно е
да кажеме, да се направат на некој начин државни задолжителни санитарни. Зашто ги викам санитарни? Затоа што во држави како што е Словенија и Белгија, тие се нарекуваат санитарни прегледи. Жената не сме да дојде на работа на 2 јануар, во колку таа нема направено гинеколошки преглед и е земен бриз. Така на тој начин тие можда тоа државата го прави на еден вид начин кој што е присилен, меѓутоа тоа е за општото и незиното здравје. Потоа секако треба да има вклучување на оние ранливи популации, како што сега тоа го правиме со мобилните амбуланти во руралните средини. Треба да се направат добри национални регистри не само на малигните заболувања, него и на другите заболувања. Со тоа ќе имаме добра слика како би можеле ние да ги организираме сите овие програми. И на крајот би требало да има редовна информирање од страна на сите медиуми. Дури јас тоа би предложил да, како што било тоа направено во еве како пример ќе дам Аргентина, да државата, Министерството за здравство да ги задолжи медиумите да им емитираат по 1 минутен спот кој што ќе биде посветен на женското здравје и на другите проблеми кои што се поврзани со тоа. И на крај да не заборавиме, се доаѓа од мали нозе. Значи, едукацијата, воспитувањето на младите е многу важно заради тоа што еве како што истакна и предходните дискутанти и професор Тофовски во едно интервју, 32% од нашите адолесценти мислат дека кондомот е всушност употребува само заради спречување на несакана бременост, дека не штити од сексуално преносливи болести. Значи, едукацијата на младите и сексуалното воспитување е многу битно во натамошното одминување и намалување на трендот на сите болести од областа на гинекологијата. Загрижувачки се и фактите дека вакцината против ХПВ инфекцијата бележи најнисок опфат од сите вакцини опфатени во календарот за вакцинација на Република Северна Македонија и дека дури 35% од средношколците не знаат дека еден од начините да се спречи ХПВ вирусна инфекција е вакцината. Колку е важна ХПВ вакцината за секоја млада девојка, адолесцентка? Кога зборуваме за ХПВ вакцината, без разлика малите мислења кои што често потекнуваат од различити теории, ги изоставуваме, а едната работа е точна, а тоа дека и тоа се докажа, дека вакцината практички е откритие на 21. век. Точно зборувам за оваа ХПВ вакцина. Таа е прва вакцина против еден рак. Зошто? Затоа што ако се спречи ХПВ, тоа значи дека нема да дојде до онкогенетски ланец по кој што ќе дојде до создавање и на рак на грлото на матката. Ние, како што го воведовме тоа, се сеќавам в 2006 година Бирото за храна и лекови на Америка ја одобри 4-валентната вакцина. Веќе со вонграѓанските организации, нашите професионални организации се бореа да во 2009 година таа биде воведена, како и во други држави, многу покасно во имунизацијскиот календар. Нема да се фалам, меѓутоа ние бевме водечка држава во регионот. Една година имаме покриеност на девојчиња, тогаш 12 годишни девојчиња, од 65%. Соединетите американски држави има покриеност од 62%. Меѓутоа, со различитите, со настапот на економската криза која што настапи 1-2 години после воведувањето на вакцината, со различитите теории на заговор и сето тоа, дојде до подвоени мислења кај народот, а тука се криви некои од нашиве колеги кои што всушност не веруваат во действото на вакцината, дојде до опаѓање. И покрај тоа,
и покрај тоа што сега е дојдено на внесување на дводозен режим, не се потребни 3 дози, кај 12 годишни девојчиња, и покрај тоа што е решено и е препорачано од сите интернационални организации и национални организации дека треба и момчињата да се вакцинираат, се уште ние имаме мала опфатеност. Мислам дека треба поголема акција за подигање на свестот и објаснување на медицинските факти, кои што неодамна ги објавија и ИЕРЦ, Интернационалната агенција за изучување на канцерот, и СЗО, дека вакцината е 100% за сега, можда и да падне тој процентот. Еве веќе колку години проидоа 16 години во ефикасноста во лечење против болести кои што се предизвикани од вакциналните типови кои што се вклучени во оваа вакцина, и дека безбедностниот профил, значи појава на нус појави, на лоши ефекти, на други заболувања, е во ранг на едно од најмаксимално сигурните вакцини кои што се досега произведени во хуманата медицина. Така да треба да се работи на ова, треба да дознаат сите дека една реченица која што ја кажа научничката и добитничка на научен медал, дамата Маргарет Стенли, е тоа која праша: дали мислите вие дека ова вакцина, верувате ли во ХПВ вакцината? Она кажа: ако не верував, јас немаше да ги вакцинирам моите 2 внуки. Така да со тоа е објаснето дека оние кои што веруваат во научните сознанија се длабоко уверени дека вакцината е ефикасна и делува. А тоа го покажуваат и бројките во земите каде што имаме голема покриеност над 70%, како што се Австралија, Англија, Данска и други земји. Дали сметате дека можеби треба да се развие нова стратегија за ХПВ вакцина во Република Северна Македонија, односно и момчињата рутински да се вакцинираат против ХПВ? Секако тоа се и препораките не само на Интернационалната федерација за цервикална патологија и колпоскопија, на Светската здравствена организација, на ИЕРЦ и на бројни национални организации. Ние кога кажуваме дека од постоечки држави и територии повеќе од 190, сигурно во над 145 е регистрирана вакцината, и во повеќе од 100 од моите денешни сознанија до денеска е препорачана и за момчиња. Меѓутоа, за момчињата е препорачано тоа да биде на 14 годишна возраст, и со тоа ние би добиле еден одличен ефект. Зошто? Заради тоа што знаеме дека оние кои што се вакцинирани ќе направат така наречен имунитет на стадо или herd immunity, кој што ќе доведе во тоа да многу мала изолирана група, популацијска група, тука не зборувам само за жени и мажи, ќе имаат одредени типови кои што ние после тоа ќе можеме да ги скринираме, да ги откриваме по пат на новата алатка, новото средство, тоа е ХПВ тестот како примарно средство за скрининг. Практички оние кои што ќе имаат некој од високоризичните типови, и можно е и некој мал процент и од ние кои што се вакцинирани, заради тоа што знаеме дека ова новата 9-валентна вакцина помага во некаде од прилike од штити во некаде од 90 до 92% од причинителите кои што причинуваат премалигни и малигни заболувања, да ги скринираме и на тој начин да превенираме. Зошто? Затоа што откривањето на предраковата промена во било кој дел од незиниот степен и незиното решавање, значи екстракција, уништување со аблативни методи, нуди 96 до 98% ефект на излекување. Тоа значи во колку не дојде до реинфекција, и тоа реинфекција со некој редок тип,
доведува до тоа да никогаш повеќе во животот на жената не дојде до појава на заболување кое што е асоцирано со ХПВ типовите. Ви благодарам на овие концизни, но јасни одговори. Би сакала да ги повикам присутните, доколку имаат прашање, слободно да постават. Добар ден. Ви благодарам за оваа корисна дискусија. Веќе спомнавте еден дел, бидејќи јас доаѓам од представник сум од невладиниот сектор, па ме интересира каков тип Македонската асоцијација на гинеколози и опстетичари на соработка планира во иднина, скора иднина или каква стратегија планирате на соработка помеѓу асоциацијата и невладиниот сектор, но и соработка со институциите, државните институции за кои претпоставувам веќе спомнавте дека имате, но со какви активности планирате да продолжите понатаму? Ви благодарам. Благодарам за прашањето. Значи, нас, да кажем, делувањето со мобилните гинеколошки амбуланти ни беше еден показател дека е потребна пообсежна, да кажем, соработка со сите чинители. Тука ги спомнавме преска дека бевме во руралните делови, меѓутоа првпат после 10 години влеговме во затворот Идризово и ги прегледавме сите пациентки, односно затворенички, преку 50 од нив кои што сакаа да имаат гинеколошки редовен преглед. Тоа било пракса порано, не се оствари. Се поврзавме со невладиниот сектор, со ХОПС, за да ги прегледаме сексуалните работнички и корисничките на наркотични средства или жени на корисници на наркотични средства како посебно вулнерабилна категорија. И од тоа се роди идејата всушност за пообсежна соработка и со сите останати фактори. Подпишавме меморандум за соработка со Министерството за образование и наука и тоа ни овозможи со структурирана програма, специјална од 90 минути, да влеземе во средните училишта, во дел од нив, во неколку градови во Македонија, да држиме обука за, односно настава за сексуално преносливите инфекции и сексуалните, да кажеме, навики кај младата популација. Понатака, од соработката со затворот и со Министерството за внатрешни работи, обезбедивме, односно се договоривме да имаме меморандум за соработка и со нив, за да сфативме дека имаме во Македонија центри за упатување на жртви за сексуално насилство, меѓутоа во праксата се покажа дека не сите, секогаш има промена на генерациите, се адекватно обучени како да постапуваат. Значи, суштината е овие жртви да не се виктимизираат, да не се преиспешуваат постопати, да имаме посебен однос према нив и на посебно место целата група, значи полицијата, обвинителството, судска медицина и гинекологот да бидат да ја пружат целосната здравствена услуга, и медицинска и правна помош. И од тие причини, веројатно, во иднина со нив ќе соработуваме во едукација на нивниот кадар, на полицајците, за како да се однесуваат и да ги нив малце од тој аспект, да кажеме, едуцираме како професионалци од фелата. Пред некој ден подпишавме договори со Министерството за труд и социјала и тука има голем опсек на активности, ќе се договориме во која насока ќе одиме, дали према социјално ранливите категории, дали према децата сместени во мали групни домови, лицата со попреченост, па да кажеме и работничките и оној дел во регионите во Македонија кај што има помала опфатеност со гинеколог, значи тоа еден дел би можело да биде и со мобилната амбуланта, меѓутоа еден дел со едукација понатака. Прво ќе го сондираме теренот, ќе направиме една ситуација на анализа и ќе видиме до каде стоиме и што ќе превземеме понатака. Секако ќе соработуваме со сите невладини, поготово со женските организации, меѓутоа и со сите останати организации, со кои што можеме да најдеме заеднички јазик и кои што можеби веќе претходно имаат некое искуство во областа, да не се повторуваме, него да работиме што повеќе можеме заеднички. Министерството за здравство, нормално со него не подпишуваме договор, пошто тоа не е наша куќа, ние сме дел од него и они се дел од нас, така да со нив секако соработката цело време ни тече. И уште еднаш морам да ги спомнам представниците од Фондот за население на Обединети нации, кои што дадоа огромен потик за многу од процесите, не само сега, него во изминатите десетина години. На еден мал милион проекти сме работеле заедно и во обезбедување на итната акушерска и неонатална грижа, и во неонатален транспорт, и во планирање на семејство. Значи, треба малце во Република Македонија еден потик да се даде некогаш, и тоа е многу добро, меѓутоа на крајот на краиштата мора институциите на системот, самите граѓани, медиумите, да ние се избориме
да жените ги добијат услугите, односно девојчињата, односно мажите, момчињата, ги добијат услугите од сексуално и репродуктивно здравје, кои што треба да ги добијат во 21. век, од секоја област. Дали има други прашања? Да, јас имам прашање. Тука сум. Добре. Добар ден на сите, јас сум Наташа од Македонска телевизија. Прво да ја поздравам вашата акција, ентузијазам и сето ова што сте го направиле. Спомнавте во неколку наврати професорот Тововски и другите говорници дека е битно да има спотови, да има кампањи. Во ред, битно е да ве поддржувам и како медиум, и како новинар, и како се, но мислам дека во ова време на криза, ова вие што го работите, е многу битно затоа што за некој од рурална средина да посети во град гинеколог, да плати за услугата, за бриз и за се, во овие услови баш и нема да и колку да имаме кампањи, нивото на прегледи нема да го зголемиме. Моето прашање е следно: дали бројот на мобилни тимови размислувате да го зголемите, затоа што реално и жените знаат колку е битно да се посети гинеколог, но реално немаат услови за такво нешто, бидејќи ова вие што го правите е од многу големо значење. Па генерално тоа е значи голем проект затоа што опфаќа сериозна инвестиција која што е обезбедена од Фондот за население, меѓутоа таа е сега во рацете на Министерството за здравство. Генерално и од министерот и од заменик министерот имаме поддршка за одвивање на овие активности. Прашање е како тие ќе се вклучат понатамо. Ние сега, например, нудиме екстра услуга. Доктори од терцијерно здравство одат во руралните делови, што е добро и за нас е добро и ние да видиме како тамо функционира и они да знаат дека услугата што ја добиваат е на највисоко можно ниво. Меѓутоа во иднина размислувањата беа дека можеби треба и матичните лекари од тие региони по нивната евиденција да видат дали има таму пациентки кои што не се пријавени во фондот, не се осигурани или немаат избрано матичен лекар, со помош на матичните лекари Црвен крст да не се патува од Скопје, да кажеме далеку, него во локалните региони Министерството да организира мобилното возило да оди и да ги опфати овие жени. Во однос на бројката, мислам дека оваа бројка сега е добра за раководење, меѓутоа во иднина треба да се види. Крајното решение сепак е достапноста да биде во објектите што се во здравствените домови и во болниците. Тука имаше различни идеи, меѓутоа да не дебатираме сега за таа тема. А иначе се согласувам спотовите. Сега на крајот ќе презентираме неколку овие спотови што се наменети видеа за млади едукативни. Ние сме во фаза на изработка на да кажеме, инфлуенсерите работат на начин што они даваат нивни спотови. Ние ќе ги дадеме врвните професионалци или врвни личности, представници од јавниот живот, кои што ќе ги кажат своето размислување. Ние мора на негативните кампањи и антиваксерски, меѓутоа и воопшто антисексуални, да кажеме, да се спротивставиме со луѓе кои што се авторитет. Не само лекари. Значи, пациентите и граѓаните многу веруваат на својот лекар. Меѓутоа и со сите останати луѓе да не биде дека ние само кажеме, ќе кажат и останатите. Околу 1300 жени, мислам дека спомнавте. Колку кај нив беше откриена некоја аномалија, појава на некоја болест или нешто слично? Па да кажеме некаде околу 15% имаа потреби од додатни исследувања, значи заради различни причини, дали е тоа крварење, не се сите карциноми, значи да се разбереме, тоа е и советување, значи околу 15% имаа потреба од некоја дополнителна услуга, меѓутоа само од оваа група што ја поминав, имаше веќе десетина преканцерози и карциноми кои што се откриени на терен и кои што потоа по соодветна препраќање во нашата институција фактички беа истретирани. И тие се на некој начин може да ги рачунаме дека се тие спасени жени од најтешката можна болест од карциномот. Меѓутоа една голема бројка од овие пациентки побарува и други совети или беа испраќани на киретажа доколку крварат или не биле со години има некакви генитални промени кои што беа истретирани понатака. Не е се во карциномите, мислам, многу сакам темата за ХПВ и за карциномите, меѓутоа да се разбереме терминот сексуално и репродуктивно здравје, пак ќе речам, кога ќе го почнете, како што го почнеме од пубертетот, од малите деца, од пролонгирани крварења, обилни крварења како деца. Вие имате анализи, конкретно од доцентката Иванова, дека 70% од девојчињата во факултетска возраст имаат дисменореја од лесен или тежок степен, што ги оневозможува неколку дена можеби да одат
да следат настава и да полагаат испити. И тоа прашање е сериозно за адресирање понатака. Така да, многу се темите, кратко е времето, ние сите имаме разбирање за вашето време, малце терминот е незгоден, прилагоден, можеби заради медиумите, ама во скоро време може да организираме и во, да кажам, попладневните часови уште една дебата која што ќе опфати дел од овие прашања. Во интерес на времето, а почитувајќи ги другите обврски на тука присутните, одговорите на дополнителните прашања ќе ги слушнеме после завршување на сесијата. Сега би сакала да се заблагодарам на нашите соговорници, професор доктор Тофовски, професор доктор Данева, професор доктор Димитров, доцент доктор Иванова, како и на сите членови на Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари и на сите членови од тимот кои со огромен ентузијазам и посветеност работат на сите активности во овој период. Добар ден на сите. Јас извинувам, не сакам да ве држам повеќе и да видам таа што го одолговличува овој настан. Јас сум Афродита Шалја, доаѓам баш со мојата колешка Јованка Брајовиќ Григориевиќ од Фондот за население, еден од партнерите на овој проект за кој што зборувавме денеска, меѓу другите нешта што ги прави МАГО. Прво би сакала да им честитам на нашите партнери, на МАГО, на Македонското лекарско друштво, на професор Ана Данева, посебно како председател на Комитетот за безбедно мајчинство и како многу активен член на оваа тема, на Министерството за здравство, за одличното партнерство. Тоа што сакам да го истакнам е дека се кажа тука веќе, меѓутоа за присутните тука, е дека се разви модел кој што е одржлив и кој што може услугите да ги шири, значи типот на услуги да го шири. Се согласувам апсолутно со професор Тофовски дека крајната цел е услугите да се дават во институциите. Меѓутоа, особено земајќи во предвид на нееднаквата распореденост на гинеколози во државата и проблемот кој што сигурно краткорочно нема да се реши, ова е едно од клучните решенија за тоа што овој тип на услуга е всушност услуга која што е интегрирана во системот. Значи, ние не правиме нешто што, не прави Министерството нешто што е паралелно на системот, па не знам, ќе се баш тоа што го каже и професорот. Пациентите не се губат, пациентите, тие што треба понатаму да се проследат, се проследуваат веќе во системот. Значи, апсолутно се задоволуваат сите принципи на човекови права. Значи, му се донесува услугата на граѓанинот блиску, во случајов на жените, за животот за грозувачки состојби и се проследува понатаму. Има голем број на пациенти кои што воопшто и не се регистрирани во системот. Значи, се овозможува тие да влезат во систем, како број 1, и број 2, јас би кажала дека бројката од 1300 не треба да ја гледаме како изолирана бројка, туку дека таа бројка од 1300 генерира многу други со самото тоа што ја споделува информацијата, значи тера многу други жени пациентки да бараат услуги. Дали ќе продолжат услугите ќе зависи од финанси. Ние се трудиме како ЮН агенција да обезбедиме финанси да го премостиме периодот, но секако дека многу е битно Министерството да размислува да почне да превзема дел од овие трошоци што се потребни и на почетокот тие да ги мечираме со други, а понатаму и да ги сосема абсорбира. Затоа што најголемиот дел од трошоците за да се дизајнира системот се веќе покриени со други средства. Благодарам. Големо благодарам и до сите соработници, партнерски институции и медиумите. Очекуваме искрена и плодна соработка во понатамошните активности на МАГО, кој ќе ги превзема и реализира за подобрување на женското здравје.